Добро утро. Денес во утринската емисија Рано наутро на Канал Плюс телевизија ќе поразговараме со првиот пензиониран комунален инспектор во Делчево, кој што од 1 март 2016 година, поточно пред неколку дена, стана и пензиониран комунален инспектор. Добро утро, инспекторе. Се уште инспекторе. Добро дојдовте. Сега, речи далечната 2001 година, се вработи во општина Делчево. Поминаа 15 години и 15 дена, наполнив 64 години. Не го користам ова право да продолжам да работам уште 3 години. Сметам дека младите треба да имаат повеќе енергија, повеќе ум, повеќе сили да работат тие. Во тие 15 години поминаа многу брзо, барем за мене. Имаше се што во тие 15 години. Од самиот почеток почнав како раководител на комуналната инспекција, тога се формираше одделението за комунална инспекција, па во моето 15 годишно работење покрај комунален инспектор бев и инспектор за сообраќај и патишта, бев градежен инспектор, бев инспектор за животна средина, бев инспектор за домување. Каква работа е да бидеш комунален инспектор? Видите, секоја работа има своја тежина, а основно најтешки работи се кога човекот работи на работни задачи кои се директно поврзани со граѓаните. Односно, на секој инспектор основна задача е да врши надзор над работата на давателите на услугите, например комуналните предпријатија или други приватни предпријатија или јавни кои имаа овластување да вршат јавни услуги и надзор над нив, како и контрола на спроведување на законот од страна на сите правни и физички лица, односно граѓаните. Секоја штука има едно кое постојано лебди во воздух, дека давателот на услугите е тој што не ги извршува доволно услугите, додека пак корисникот на услугите исто така не е задоволен од услугите и секој смета дека тој е во право. Најчесто настануваат проблеми кои се решаваат најмногу по начин на убедување со објаснување, меѓутоа штом не може превентивно, мора да се применува и санкции кон истите, кон прекршителите. Кога ви било најтешко? Во која случка е како во оваа функција? Па, нема многу случаи кога сум имал проблеми. Можам да истакнам 2006 година, кога во исто време бев и градежен инспектор, па во општина Делчево се рушеа 40 објекти. Добив тогаш и кривична пријава од еден граѓанин дека ето кај него објектот е рушен по национална основа, иако немаше врска. Меѓутоа, ние тога срушивме 15 на објекти, граѓаните срушија уште 30-40. Тоа е најнеблагодарно, меѓутоа, ако не постои отстранување присилно на диво изградени објекти, тогаш ќе дојде како онова глувците играат кога нема мачка. А најинтересна случка која ви бил? Има многу интересни случаи. Че се јави некоја странка, како инспектор за домување, видиш на лице место, вика, кај мене тече вода од пералната. Добро што тече, викам, вие имате перална, јас немам перална, па не тече вода. Мислам, имало секакви случаи кои, ако сега имам време да ги запишувам, па ќе напишам повеќе за нив. Ви се случило ли некогаш да мора да напишете казна за некој близок, комшија, роднина и како ви било тогаш? Сум пишувал најмногу казни, пишувавме за кражба на вода. Едно семејство плати повисока казна, сега сме блиски роднини, тогаш не бевме. Потоа 2010 година се донесе законот за јавна чистота, стапи на сила септември. Беше голема акција заедно со полицијата и во една недела ја имав околу 50 на изречени поднесени прекршочни пријави, а полицијата дури и 150. Потоа луѓето се навикнаа малку повеќе да го почитуваат законот, односно одлуката за комунален ред, и сега пак постојат прекршители. Меѓутоа секој почеток кога нешто се почнува, се јавува отпор. Граѓаните се навикнати, па и сите и правни и физички лица да биде мир, да нема бранување. Ќе се донесе некој закон кој ќе се спроведува. Често има
одговор што мене често ме засмева, вика, многу се високи казните. Добро луѓе, казните нема врска дали се високи. Вие не го кршите законот, нема проблем. Казни нема да се изрекуваат. Значи не е до висината на казните, тој сака да има што помали, поблаги казни, свесни дека ќе го кршат законот и така помалку ќе платат. Меѓутоа, секогаш треба да се има на ум дека секој треба да ги почитува законите, никој не е казнат од прва, без да биде предупреден, без да му биде укажано дека тоа што го прави иде надвор од законот, но онаму каде што тоа се по трет пат, повторува четврт пат, неминовно е поднесување прекшно пријава, односно санкции, преземање санкции. Сте имали ли случаи кога ви се заканувале, еве, ако некој биде казнет? И тоа имало. Имало и тоа заканување дека ќе ме претепат, дека ќе ме натепат. Меѓутоа до сега не се случило. Мислам, кој човек е револтиран, еден граѓанин, иако беше казнет со опомена за чување домашни животни само со 1000 денари, паушално, потоа не го платил паушалот, извршителот му зел 10.000, доаѓа кај мене и рече, од тебе сега 10.000 пари ми зедва. Ај седни полека, викам, да видиш дека само 1000 денари од мене, 9.000 се од тебе, што не си го платил на време. Сега ги зел извршителот. Имате ли некој, еве, по ваше мислење во ова време на работење, некој бизарен закон кој што нема никаква смисла, требало да се спроведува? Видите, јас имах, често пишував и текстови и во општинското списание Инфо. Имаме многу закони кои ни се препишани директно од Европската Унија на наш, така се фали секоја и ова влада и претходните, дека ето ние имаме закон со европско знаменце. Меѓутоа многу од нив не се применливи овде, не може да се применат, односно сосем други се условите. Закон за заштита од бучавост. Прво треба да имаме инструмент фонометар за мерење на бучавост. Се појавува граѓани, ми пречува, ми мреч музика од кафани, од ресторани. Ние сме навикнати повеќе кога некој напредува во животот да велиме еве овој ми прави проблеми. А истите проблеми ако ги правиме на друг, тогаш не е бучавост или било што. Закон за животна средина е толку обемен што човек во него тешко дека може ќе се снајде. Закон со 400 членови кои за самото спроведување треба многу работа, многу па и за сите закони треба технички средства. Не можеш некого да го казни затоа што поминал на црвено, да речеме во случајот со казни од сообраќајот, ако немаш камера и ако не го фотографираш. Секој негира дека тоа што го сторил. Во природата на човекот е да негира, да не ги признава собствените грешки. Значи, за секој закон се потребни, има загадување на вода. Се случувало пријави од граѓани на Брегалница. Потребни ти се да земеш узорци, да ги испратиш на анализа, па анализите, резултатите од анализите доаѓаат после 3 или 5 месеци. Па си заборавил што тоа тогаш се случило. Значи, има и објективни причини за недоволно работење, меѓутоа сепак субјективниот фактор е најголем. Можам да кажам дека субјективноста при изрекувањето на казни секако постои, колку и да човек сака да биде објективен, секој нема да ја каже вистината ако каже еве јас сум толку објективен да не сум пристрасен. Постои тоа, кај во човечката душа е така, меѓутоа се што има како додаток техника, таму нема, она не е субјективна. Техниката е реалност и тогаш е многу полесно. Меѓутоа се трудев во мојот работен век да бидам што повеќе објективен, но сум бил и субјективен. Еве, Делчево имаше доста проблеми и се уште има со кучињата. Вие како на вашето работно место требало да ги извршувате, нели, законите. Но еве според вас, дали некогаш сте сакале нешто да направите или сте имале некоја идеја за да треба да се реализира, а не сте можеле да действувате како инспектор? Видите, се донесе закон за благосостојба на животните. Не е во доменот на нас како општински инспектори, во доменот е на државните инспектори, санитарни инспектори за животна средина. Меѓутоа,
за да се спроведе овој закон, практично во Делчево, дали ќе има 1% кој би може да чуваат домашни животни, како што е предвидено, колку квадратни метри зелена површина, колку, каква куќичка треба да има, сметајќи на да речеме на миленик, поготово е за кучињата. Во нашиот град, а и во слични состојбата и во другите градови во Македонија, има безброј кучиња скитници. Вели еден мој пријател каков сум малер, вика, ниедно прасе скитник не најдов, а кучиња скитници колку сакаш. Така е, нема прасиња скитници. Кучињата се шетаат и го зафаќаат животниот простор. Понапред, пред да се донесе законот, може се врши отстрелување. Јавното предпријатие во договор заедно со мене и тогашниот директор на комуналното со пушки ги вршивме отстрел. Се донесе закон дека не може да се отстрелуваат и стварно недобра гледка да кучето постепено со часови умира. Се донесе закон дека не може да се носи оружје по улици. Престанавме, тоа е веќе 6-7 години, меѓутоа никој не појдува тоа што може да направат кучиња скитници да повредат човек, поготово дете. Ги имаме програма, мислам се уште, јас ја правев пред 2 години и важи и ова 2016 програма за решавање на проблемот со кучиња скитници, каде што општината избира лиценцирана фирма, односно ветеринарна станица, која ќе ги прифаќа, па ќе ги лекува, болните ќе ги еутанизира со инекција на хумана смрт, а здравите пак треба да ги врати во животната средина. Која е многу тешко, скапо, меѓутоа, еве, имаме една среќа, во Делчево се уште не се случило да некој биде сериозно повреден, иако имало случаи напад на кучиња скитници врз луѓе, жени и деца. Меѓутоа, не можеме да оставиме се, да се надеме на Господ дека ова нема да се случи. Мора да се преземе дефинитивно било што, па макар и било малку и надвор од законот. Бевте ли исполнети за време на вашата работа? Не знам за другите, стално им велев на моите вработени, ќе пиеме кафе, викам не пишува во правилникот. Во работни задачи не стои нигде дека треба да се пие кафе. Ја во мојата работа, може би и повеќе сум се занимавал со работи кои не биле моја, ама на оделението е, така да ја од тие 8 часа постојано бев или со разговори, со движење со луѓето. Дури и не ми се тасуваше време да завршам работи кои беа, да речем, да завршат за денешниот ден. Секој се води во тоа дека се што треба да се направи денес за да не се остава за утре. Меѓутоа, многу работи не сме успеале да завршиме. Поготово на полето на хигиената. Делчево сметам дека е релативно чист град, меѓутоа јас како човек воопшто никош не сум задоволен до крај од своето работење. Секој сметам дека може уште повеќе и дека не е на одмет да се работи повеќе и никој од нас не дал до максимум колку што може да даде од себе. Како се чувствувавте последните денови од работа? Дали едва чекавте да останете во пензија или уште видно достигаше уште тогаш работата? Видите, вака, јас уште на почетокот на 2015 му реков на мојот работодавец, градоначалникот, дека во 2016 во јануари, на крајот на јануари, односно по искористувањето на годишни одмор, ќе заминам во пензија, така да не планирам да продолжувам да поднесувам барење. И, како да ви кажам, речи си работев до последниот ден, дури и кога користев годишен одмор, имаш седница на совет, имав 2 точки, кои поминаа на советот, само треба да се реализираат. Една од тие е и организирано собирање на габаритниот отпад, што досега за прв пат ја донесуваме ова одлука. Сметам дека сепак после мене ќе дојде, има сега раководител кој има поголемо работно искуство од мене и следниот кој ќе даде повеќе, бидејќи во младите едината они имаат повеќе енергија, повеќе знаење, повеќе моќ. Како се чувствувате сега веќе, кога сте во пензија, како пензиониран инспектор? Па, како да кажам, јас секогаш гледам ведра страна во животот и пошто не знам црногорски јазик, знаеш, овој нов јазик ти имаат нашите некогашни заедни собраќа во некогашна Југославија, сега имаат јазик, црногорски јазик, црногорско писмо со дури 3-4 букви и сега не можам да го кажам на црногорски, ама ќе го кажам вака на нашо.
попрашувал некој црногорец како се чувствува сега како пензионер, па вика, работата иста, ама нешто платата е малку помала. Јас обратно би рекол дека ние не правам разлика до вчера и сега, ја повторно работам. Јас сум човек кој не може да седи на едно место. Одам кај што сум роден во Косово, се бавам со земјоделие, со воштарство. Сум на, како да речем зборот присталица, не толку следбеник на ова. Подобро нешто работи, ако треба и без ништо, само да не седиш така. Да, заодно не седи. Не ми представува проблем, не се чувствувам дека сум пензионер. Сега ми недостава со ова, да речеме, работната организација, луѓето таму, има и добри работи. Не сум во тие 15 години, по ова ми е пето или шесто работно место, ја и не знам колку организации сум променил, али секој сум се заминувал, не сум добивал отказ. По друга атмосферата, 8 сати, со никој не сум се замерил, барем не така вон од работата, иначе за работата имало расправи секогаш. Спомнавте дека сте работили други работи. Кои се професии сте ги имали? Која ви беше најинтересна? Па видите, јас уште студентски години почнав да се бавам со номинарство, како дописник во студентски збор, потоа во Остен, нешто помалку во Нова Македонија. Пред војската бев професор по хемија и еден стручен предмет познавање на стоката, тогаш имаше средно ugostителско училиште во Мома Брицо. Заминах војска, после војската бев војник во Босна, сега тоа е сосема друга држава, тогаш во наша заедничка Југославија. Се вработив во една фирма за производство на филтери, како контролор на квалитет, потоа напредував, станав ВД директор, па принуден управник, потоа нашата фирма се спои со друга, поминавме голгота од 90-те до 2000-та година, односно до 98-ма, при распадот на фирмите, и нас тоа не задеси. Јас напуштив 98-ма, а заборав да кажа дека 90-та се дури кандидирав за пратеник, 90-та година. Мислам дека тогаш беа многу фери, чисти изборите, ме не победив, немаше шанса да победам, тогаш бев член на МААК. Потоа 2000-та година, често кажувам дека јас партиски вработен. Постојано има припекување дека не треба да се партиски вработуваат. Јас сум партиски вработен, тоа не го негирам. Меѓутоа сметам дека најмногу за да се вработи човек мора некој да имаш, мора да имаш пријател, мора нешто да има. Не може така, бидејќи понудата е многу поголема од побарувачката, кога ќе се сврти обратно, да побарувачката кон работна сила е поголема во однос на понудата, тогаш може човек да бира работни места и да бира подобри. Во мојот живот не сум имал можност да бирам работни места. Спомнавте дека сте били новинар. Што најчесто пишувавте? Па моја стил, не кажем, не стил, не сум толку јас изграден како новинар, или фах како беше хумор и сатирата. Најмногу се бавев со пишување хуморески и гледајќи го животот од хумористата, смешната страна, меѓутоа денес се помалку има хумор во пишување, а има во политиката многу хумор. Значи, најголеми пишувачи на хумор, на хуморески има кај политичарите, кај пратениците, а помалку кај граѓаните. За жал, и тоа ќе помине, ама се е така. Сте биле и председател на синдикатот. Како беше тогаш? Имало ли тогаш интересни случаи? Каква била работа? Видете, до 2005 година, 5 години, бев председател на синдикалната организација при општина Делчево. Бев избран на тајно гласање со повеќе кандидати. За самото синдикално работење, мислам дека ние добро работевме тие 5 години ја како председател. Ми се случи да ме задеси да во мојот мандат општината, односно тогашниот градоначалник, отпушти 10 вработени, се смени систематизацијата, ги прогласија технолошки вишок. Одев 10 пати на суд како председател да ги бранам, но за жал не успев да одбранам ни еден. Сите судот ги потврди решението за отказ, а јас добив замерка од градоначалникот дека не сум на негова страна, иако председател на синдикат по дефлот, по како да се изразам со некој македонски збор,
по правило треба да си против работодавецот. Иако припадаме политички ниста страна, ама како и да е, ми беше жал за сите тие 10. Се снаѓа луѓето, не е проблем, сите се живи и здрави, ми е тоа. Неубава работа е да останеш без работа, прогласен технолошки вишок, прво треба да се види дали човекот работи, ако не работи, треба да си оди било кој. Тоа од самиот дел на синдикатот, инаку имавме тоаш 34 члена, сите беа членови на синдикат, но синдикатот на ниво, ние како членови на УПОС, не бевме задоволни од државното раководство, бидејќи за 1. мај, место да се направи еден протест, протест има и во Шведска и во Данска, каде што е највисок стандардот, нашите членови, односно нашите синдикални раководители правеа слави. Секојаш па и денеска, значи на празникот на трудот на 1. мај, кој е само празник, не е државен празник, иако стално спомнам дека 1. мај е празник, има државни празници и неработни денови, и на тој ден треба да се прават протести за подобро нешто. Не да мора да се крши организирани културни протести. Така, во моето синдикално раководење 5 години ми се чини дека беше добро. Од страна на хуманоста сте били активен крводарител. Колку пати сте дале крв? Јас крводарител станав како кога отидов во војска пред 40 години и желба ми беше, ако не до 100, барем до 50 пати да дадам крв. Успеав да дадам 35 пати, потоа имах некои проблеми со срцето, со артерии, со крвни садови и докторката овде во трансфузиологија ми рече дека не е потребно повеќе, доволно е. Имам бенефиции, значи како и секој крводарител што не плаќа при секундарни, примерните прегледи се бесплатни, секундарни, па и од тогаш па не сум ни бил во болница. Сметам дека дарувањето крв е хумана работа и треба што повеќе млади да даруваат крв. Ја тогаш после секој дарување се чувствував многу силен. Ми доеше што се вели да трчиш, да леташ. 35 пати не се малку, меѓутоа не се исполни мојата желба од 50 крводарување. Да се вратиме на она работа која што се работеле како пред пензионирање. Сте били член на Сдруженијето на комунални инспектори. Која беше улогата на ова сдружение? Што работевте? Уште при крајот на 2001, а ја од почетокот на 2001 тргнам на работа, на иницијатива на повеќе инспектори од Скопје и од други градови, во кои бев и јас во иницијативниот одбор, формиравме Сдружение на комунални инспектори на Република Македонија. Основачкото собрание се одржа во Битола на почетокот на 2002, оти тоа беше крајот иницијативата во декември 2001, неде во март месец 2002. Значи тогаш немавме службена кола и таа што беше дефект, и јас во Битола на основачкот идов со еден камион миксер на граните. Одеше за Битола и со камион, па им кажуваме колегите, вика што дојде со камион. Демек многу материјали да сам носил, па така. Значи ентузијазмот беше голем и во Сдруженијето на комунални инспектори имав 2 мандата по 4 години член на извршен одбор. Председател се ви колегата Бранко Велјанов, и он имаше 2 мандата председател, најмногу допринесе. Иначе целта на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија е да барем 4 пати членовите на комуналните инспектори се собираат еднаш на годишно собрание, на секои 4 години изборно годишно, другите само годишни собранија, и во разни градови да се одржуваат составници, да разменуваат искуства директно од спроведување на законите, така кажано на терен, искуства и помагање. Бидејќи комуналните инспектори не се како финансиските работници или како сдружение на архитекти или друго професионално сдружение на, да речеме, на медицински лица. Комунален инспектор услов и сега е да имаш високо образование. Значи ние сме конгломерат од разни струки, а работиме по одредени закони, затоа е потребно
Ја мога да наведам дека тоа беше скоро непосредно после што знам што беше 2001, војна ли беше, конфликти беше, борба за човекови права ли беше, имавме проблеми како да составиме раководство, бидејќи албанците колеги бараше задолжително да мора да има и подпредседател и членови на извршниот и надзорниот одбор албанци најмалку 25%. Тогаш нас ни беше малку како бе сега ние македонци, па вие мора да имате толку. Сега сосем е нормално тоа. Сега во Сдруженијето има во раководството и албанци, има и турци, и роми, и власи, но тоа беше крајот 2001, 2002 се уште бевме во тој неизлезен од војниот конфликт. Сдруженијето сега председател на мој предлог е колегата од Виница, Гоце Георгиев, и понатаму работи и мислам допренесува, кое сдружение никако не потпадна под политичко влијание, иако во него има членови од било кои политички партии како инспектори, но секојаш успеваше да биде настрана. Се самофинансираме од членарина и по некоја донација од некои фирми, поготово на одржување на годишни собранија. Тука во Делчево одржавме 4, за секој состанок засадувавме дрвца, вие сте били присутни. Така, сега ме предлагаа и за трет мандат, реков доста е, доста 2 мандата, за секој не треба повеќе да има од 2 мандати. Еве кон крајот на нашиот разговор, има ли нешто што би сакале да им порачате на вашите колеги, идните комунални инспектори? Па, ја мога да им порачам, тие се релативно млади, ќе останат некои уште 10, некои уште 15 и 20 години, треба повеќе да работат, отколку како што бев јас. Јас во животот се трудев да бидам и добар раководител, добар работник и добар човек, но и тоа сватив дека тоа не иде. Не може да бидеш и добар раководител и добар човек. Не иде, едноставно неспојиво е тоа. Ти доаѓа до злоупотреба од страна на тие што си раководител, ако твојата добрина. Значи мора да бидеш малку построг. И они треба да имаат строгост кон самите кон себе. Да делуваат превентивно, но мора да делуваат и санкционно. Не може инспектор ако не изречува казни, не или комунален редар или било што. Бидејќи таква ни е состојбата, таков ни е менталитетот, а казните секој имало и ќе ги има. Никој не е казнет без причина. Јас ви благодарам, ќе ви честитам уште еднаш за вашето пензионирање и ви посакувам уште долги години пензионерски живот. Благодарам и на вас, да сте живи и здрави, да напредувате во работата.